Prvo da se prašam kako sum, posle da si priznam kako sum, ako ne sum dobra, zašto ne sum dobra, što se sluča momentalno v moj život i posle neka akcija, što možem da napravim, što možem da podobram, za da se čustvam dobro. Zaradi to što razmisluvajki za mentalno to zdravje, za mene to ne je samo jedna oblast od moj život. Nikol, kako si? Hvala na vprašanju, Georgi. Dobro sum i baš tako me praša, svikam gledaj koja neko me praša poslednjem pat kako si. Baš tako kako si i dobro sum. Da. Se naspav danes. Danes kod Sabajle. Da. Едва и стигнал до студиото, ама битно тука. Па малце загаснав, пошто имаше гужва и не сум навикната сега да патувам низ град во гужва, пошто работа ми е многу близко и така, да. Ама добро сум, фала ти многу. Ти како си? Добро сум и јас. Малце напорно последниве недела две, ама се тера. Јас секојаш викам, и тоа ми е малце можеби и лошо што правам, ама ако сум тука, добро сум. Пошто ако не сум тука, значи нешто е проблем. Ама не, се бајлео сум добро. Се наспав конечно 7-8 сати, така што добро и баш едва чекав да се пошто се договараме веќе подолго време, кога, што, како и еве конечно да снимам и со тебе. Сакам уште од старта, еве, ќе те прашам секој гостин кој што прашуваме, што за тебе представува ментално здравје? Најтешкото од старт. Да, тоа е толку комплексно прашање и ме се свија што ме праша како си баш на почетокот. Заради тоа што јас мислам дека барем за мене, одговарајќи го оваа прашање, морам да почнам со како си. Така што кога размислам за ментално здравје, кога размислам за својот живот, секогаш морам да почнам да се прашам себе си како си Никол. И потоа треба да бидам искрена со себе, да можам да одговарам тоа прашање стварно како сум. И потоа некако имам во живот направени некои чекори, како self-check за себе си, така што прво да се прашам како сум, после да си признам како сум, ако не сум добра, зошто не сум добра, што се случува моментално во мојот живот и после некоја акција, што можам да направам, што можам да подобрам за да се чувствам добро. Заради тоа што размислувајќи за менталното здравје, за мене тоа не е само една област од мојот живот, туку сметам како човек, како човечко битие, ние сите сме имаме физичко тело, имаме душа, имаме и срце. И тоа за мене е некакав внатрешноста, мислам, размислувајќи за менталното здраве, она што не го гледаш, ама ако не си добро некое време, после како гледаш и како гледаат тоа и другите на тебе. Така што мислам дека многу често ни иде во животот и мене, јас моментално сум во најзафатен период во мојот живот и проаѓам низ некоја сезона на бурнаут, така што ова прашање си морав да си го одговорам на себе си. И едноставно, да, после моментално сум во сезона кај што размислам на сите тие чекори што сега ти ги спомнав. Чи у добро време те викаме на подкастот. Да, скроз и баш ми е мило што стварно можам да бидам тука конечно на вашиот подкаст. Да, колку време си искрена со тебе кога ќе се прашаш како си? Колку од времето одговараш вистински како си? Мислам дека морам да се прашам неколку 10 пати да стигнам до на стано како си. Заради тоа што мислам дека сме навикнати како луѓе да тераме со живот, да сме на работа, да правиме работи, особено ние млади сакаме стално нешто да правиме и немаш време или не си даваш време на себе си да застанеш, да размислиш и да видиш како си. И за мене едноставно во овој период некако чувствав дека морам да притискнам во себе како сум, за да можам да истерам и за да можам да продолжам со работа и со животот околу мене. Иначе, не знам, имав чувство дека нема да можам да продолжам ништо да правам. И тешко е да застанеш, да видиш и да се справаш после со сето тоа. Тоа после ќе ти треба уште дупло време да се справиш отколку можеби ако се прашаше на почетокот како си. И да си кажеш искрено вака сум или онака сум. Да. Да, тоа е интересното, бидејќи еве јас и ти се знаеме од 2016 година. Сплет на околности.
И интересно е низ годините да видиме кај сме биле тоаш, кај сме сега. И сега да те прашам, баш кога станува збор за ментално здраве и сега начинот на кој што гледаш ти на менталното здраве, колку е поразлично и што предизвика сега вака да го гледаш, бидејќи ние не се раѓаме од мали и знаеме, оке, ова вака, све тоа. За мене беше за време на COVID. Што беше тоа за тебе кое што те натера вака да размислуваш за менталното здраве? Па јас, како да кажам, да скратам, мислам дека јас моментално сум скоро 30 години, ако така не изгледа. Ама кога бев околу 20 години, 18 години, кога станав така повозрасна, почнав за сето тоа да размислувам. Заради тоа што пораснав во семејство кај што имавме доста проблеми, мајка ми почина кога бев мала и се справував со многу ствари во детството и кога раснав, кога бев тинејџер, бев многу изгубена и се справував со депресија, се справував со анксиозност, се справував со смртта на мајка ми и има починато доста луѓе устари во моето семејство. И тогаш како тинејџер не знаев што се случува, што е ментално здравје, зошто ти се случува нешто во живот, зошто ти е тешко, едноставно имаш чувство дека се е тешко. И кога се справував со сите тие ствари, едноставно и кога раснав, можев да научам да процесирам работи што не се случуваат во животот. Така што би рекла со ова искуство од моето детство и тинејџерски години, научив тие чекори, научив да се справам со тие нешта. Исто така научив стварно да не гледам или да не го земам менталното здравје само како едно нешто одвоено од сите други работи од мојот живот, туку нешто што е вклопено во мојот живот, што е вклопено во моето физичко здравје, во моето духовно здравје, заради тоа што стварно гледам на нас луѓе како целосни битие. И не сме само ментално здравје, не сме само духовно здравје, не сме само физичко здравје. И научив да разбирам како тие се поврзуваат устари во мојот живот. Заради тоа што ако едно страда, имам чувство дека сите други области во мојот живот страдаат. Така да. Да, тоа е исто како нашето тело. Ако раката ја боли или ако не можеме да ја користиме, ние цело тело не може да функционира на 100%, не може да биде целосно. Така, ако нашето физичко здравје не е добро, и нашето ментално здравје ќе назадува, ако нашето духовно здравје не е добро, исто ментално, физички, и сето тоа функционира буквално како едно тело. Да, баш е така и не знам, имам средно со луѓе што мене ми е интересно, мислам дека сигурно има направено некои истражувања за тоа, дека ако некој има некоја физичка болест, ти ако си, како да кажам, во добра ментална состојба, имаш надеж дека ќе се подобри твојата физичка состојба, мислам дека можеш може тоа да се деси, да се подобри. Или може да едноставно да истрајуваш во тој процес на лекување многу подобро и тоа е најбитна област од мојот живот. И стварно и кога раснав, многу ретко некој ме праша како си. Едноставно ја пораснав, не знам како ти порасна, ама јас едноставно пораснав, мора да имаш сила за се и не може да покажуваш дека имаш проблем со нешто. Не може да покажеш дека си слаб, да. И после што се случува ти растеш и после си возрастен и едноставно страв ти е. И си градиш некоја маска, си градиш некој друг идентитет, тоа што не си, заради тоа што мислиш дека не можеш да признаеш. И во тоа јас сметам дека стварно е убавена и слобода која можеш да признаеш на некој и да му доверуваш на тој човек, он е тука за тебе, ќе ти слуша и во тоа има исцеление за мене. Да. Спомна кога објаснуваше што за тебе представува ментално здравје, спомна дека на крајот превземаш акција. Што е тоа, например, еве, Никол, сега денес се прашуваш како си, не сум добро, што следува после тоа? Која акција ја превземаш? Да, па мислам, акција е, не знам колку чекори реков дека имам, ама да кажем мој последен чекор. Така што после така размислување за сето тоа, не знам, да дадам некој пример, моментално кажа дека сум во сезона кој што сум burnout. И сега
нели, што следи е дека мора да кажам не на некои работи и мора да земам време да бидам сама и да не бидам со луѓе, што многу е тешко, заради тоа што сум на работа со луѓе 10 сати, ама некако акцијата моментално, практично за мене мора да биде јас да земам време да сум сама и да спроцесирам дури како стигнав до тој бернаут. Зошто сум моментално бернаут и зошто ми е тешко да ете, ако сум сега на подкаст, ми е тешко да имам муабет со било кој, заради тоа што стигнав до некаков крај со своите човечки сили. Ама да, акцијата би била на што можам да кажам не, на што морам да кажам да и како можам да каков распоред можам да се направам во врска со тоа. Да. Имаш интересна приказна, верувам дека многу од слушателите сега што не слушаат не знаат дека уствари ти не си од Македонија. Јас мислам дека веќе приметила до сега. Не сум баш сигурен, баш така размислав кога збореше и мислам дека не сум сигурен дека не знаат дека не си од Македонија и дека немаш живеено во Македонија целиот твој живот. Така што кажи ми нешто повеќе за тоа. Ти на 19, на 20 години се пресели во Македонија од Чешка. Да. Каков беше целиот тој процес и зошто? Па тоа беше, јас бев после средно и кога бев после на средно, дојдов да помагам со едни тинџерски кампови на Балканот, тоа беше во Бугарија и потоа во Албанија. И едноставно, знаеш кога, едноставно чувствував дека тука треба да се преселам. Како и да не е тоа јасно, како и не може тоа да се објасни, имам чувство дека тука треба да живам. И јас кога размислував за тој процес, дали можем ја воопшто, као бев после средно, немав никакви финанси, се запишав на факултет, па сакав да бидам професорка, усари, сакам да предавам и на тоа се запишав, тоа учев прва година. И после кога размислував, се молев, дали да одам, дали да се преселам или не, се сретнав со една пријателка што уствари сега моментално живее тука во Македонија многу години и таа ме покани да се преселам тука и да ја помогнам да почнеме една организација што работи со тинеџери, со студенти, со деца и така се преселив. Првично дојдов на една година. Од една година моментално 7 години сум тука и си останав. Да, од една година стана 2, па после 3 и после COVID дојде и остана. Да. И тука останувам и не знам, мене ми е многу интересно заради тоа што мислам дека кога кажам некоја реченица, одма се знае дека не сум од тука. Така што каде и да сум, што и да правам, моментално дојдов со такси тука и првото нешто беше од каде си. И јас, мене ми е тоа интересно заради тоа што можам да ја раскажам својата лична приказна, ама исто така што мене ме безохрабрува понекогаш е реакцијата на луѓето што ми кажува врати се назад. Ти што бараш тука? Врати се назад, што тука ќе правиш, како живот ќе имаш? Кој ѓавол те натера да дојдеш во Македонија? Да, баш, ама не знам, некако ми паѓа жал за тоа, заради тоа што стварно мислам дека Македонија има огромен потенцијал како држава и како млади луѓе. И јас сакам да работам со млади луѓе, јас ги нарекувам young professionals, што е јас и ти. Уствари, нашата генерација која што има работа, која што некако е поврзана и со странство или работи за странски фирми и тука живеат, и имаат во себе некаква надежда во држава. Тие луѓе сакаат тука да останат и се трудат да се подобри нешто. И тоа многу ми се свиѓа. Така што јас сум еден young professional ентузијаст за Македонија, заради тоа што стварно сметам дека имам надеж за Македонија. Ти можеш буквално и со твоето презиме како македонка да поминеш, бидејќи се кулова. Да. Има тоа презиме Македонија. Да, може, да. Тоа е трето прашање секогаш. Дали сум се омажила тука? Ама не. Не, уште не. И тоа е интересно бидејќи да, многу, и ја ги добивам истото прашање, некојаш, поготово луѓето кои ќе дознаат да окей, сум бил во странство, сум живеел една година во Америка, зошто си се вратил, зошто не си идел на факултет во Америка, или на некој на друго место, што те тера тука и си уствари,
па што ми фали тука? Така, убаво е овде и мислам дека еве, ја ако се чувствувам исто како и ти се чувствувам дека треба да останам тука. Се чувствувам дека треба да оставам нешто подобро, дали ќе биде со подкастов, дали ќе биде со мојата работа во спортот или со младите луѓе, со тинејџерите. Тоа ми е доволно, кога да се задоволиш со доволно. Не ми треба повеќе, ова ми е доволно. И тоа е интересното, баш кога разговараме и да, често ги добиваш тие прашања кај што зошто? Зошто не си идеш? И мене едно од импресивните работи, мислам дека треба да си дадеш повеќе кредит. Тешко се познава дека не си од тука кога збориш, ама тоа е убавото дека ти имаш навлезено толку да го знаеш јазикот. И колку беше тој процес, или овде ќе почнам. Што ти помогна тебе за вака да се чувствуваш за Македонија? Бидејќи нели, дојде на една година, ама што те натера да останеш? Кои беа некои работи што ти помогна да се адаптираш подобро на самиот почеток? Јас би рекла дека прво сигурно заедница која што имав тука, иако знаев еден човек кога се преселив. Таа жена која што ме покани тука да се преселам, ама она има големо семејство, со нив живеав прва година, што беше огромна помош за мене, заради тоа што пример не можев кирилица да читам, што звучи како ништо глупо, ама не можев да си купам ништо во продавница. Ако не знаев што точно сакам и барам нешто. И такви ситници, едноставно имав поддршка од тоа семејство. Иначе јас сум христијанка и сум дел од христијанска заедница тука во Скопје и тоа за мене беше исто огромна помош и благослов за мене заради тоа што тие луѓе беа тука за мене, така што луѓе прво и поддршка од луѓе во Македонија и надвор Македонија, заради тоа што и во Чешка имав луѓе кои што ме испратија тука, една организација што ме испратија истата уствари за кој што работев тука. И тие ми беа огромна поддршка и имав луѓе едноставно кога се чувствав сама тука или не знаев, не можев да се снајдам, ништо не разбирав и ми падна тешко. Едноставно можев да земам телефон и да се јавам на некој и да кажам како се чувствувам. И баш бев срекна што може да разговарам и луѓе што се странци, а живеат надвор од своите држави. И едноставно не зна какво е чувството кога си во странска држава и има тука и нели културолошки работи кои што се многу различни, што ми требаше некое време да навикнам на некои работи. Така не беше само тоа што се преселив сама тука, го учев јазикот и учев за културата која што можеби се чини дека е многу блиска до чешка култура. Некои ситни нешта можеби да, ама многу е далеку. Што е она прво нешто или не мора да биде прво, ама кои се некои она работи кои што кога дојде си као чека, ова е она шок за мене, не го очекував од културолошки аспект. Па заради тоа што ги спомнав луѓето, ке се држам до луѓето и ја кажам дека едноставно луѓе сакаат тука да бидат стално заедно. И тоа беше убаво нешто. Тоа беше шок. Мислам, заради тоа што дојде во Чешка, каде што луѓе се повеќе индивидуалисти или си дома, па еднаш неделно, не знам, излегуваш некаде ако можеш. И тука секој вечер, јас живеав после 2 година со една пријателка, моја возраст, и едноставно она стално имаше гости. Тоа ми беше многу чудно. Едноставно доаѓаш после работа 8 сати и имаш гости секоја вечер. И сватив дека луѓе сакаат тука да бидат заедно, што за мене беше шок. Ама беше многу убаво нешто, заради тоа што е поразлично со Чешка. Сметам дека во Македонија луѓе вреднуваат семејство многу повеќе и семејни односи од, например, во Чешка. Ама да, јас иначе живеам во Девар Мало и таму се луѓе секогаш и секаде. И таму се преселив и со причина, заради тоа што сакав да бидам со луѓе и сакав да бидам таму кај што се младите луѓе. Ама едноставно, да, луѓе секогаш се заедно, сакаат да бидат заедно, сакаат се да слават тука, што е убаво. И последно нешто што сакав да кажам е дека во Македонија спореба со Чешка,
Се прави касно на вечер, до касно на вечер. Кога се пресев си легнувам во 9 и морам да научам да се легнувам во 12 и после да функционирам во 6 сабајле следне, ако сум на работа. Така што тој ноќен живот е многу различен, исто така. И многу е погласно, тоа беше таа што сакав да кажам. Дека доаѓаш во Македонија си го, сите се гласни околу тебе, што се случува? И така ми беше моите први импресии. Да, интересно е видејќи од друга страна на мене, пошто сум бил во Чешка и генерално у Централна Европа, да се затвара во 8. Да, до 8 нема жив човек надвор после тоа. Да. Не е гласно, одма се познава ако сме поголема група на луѓе кои што сме од надвор, поготово ако сме од Балканот. Одма се познава дека не сме од таму. Да. И интересно да е што да, и ти спомна дека нели треба малце да сме тука некаде слични, нели дека јазиците ни се од исто јазично подрачје, малце култура, Кирил и Методи го имам. Да. Тој аспект, ама уствари е комплетно различно и не знам ја како би можел да се вклопам во Чешка, така што уште дефинитивно е голема промена од старт да доеш од Чешка во Македонија или Македонија во Чешка. Да. Ама се навикнуваш. Мислам, сепак, јас мислам дека сите мора да градиме на нашите вредности во живот. Јас, како што кажав, сум христијанка и го градам својот живот на христијански вредности. И за мене беше битно да знам дека едноставно тука сум, заради тоа што сметам дека тука треба да сум и како јас можам како странец да помогнам во оваа држава. Заради тоа што не сакам, мислам, знаеме да се жалиме често за се што се случува околу нас што не е во ред, ама се ја прифатив својата позиција како странец тука, како човек што може да служи на оваа држава. Јас можам и научев многу нешта. Ете, јас тие работи што ги кажав што беа шокантни за мене, ме шокираа, беа убави работи уствари. И така има многу работи што ги научив од македонска култура, од животот тука, што едноставно не би имала ако останав само во Чешка и ако не би го имала, се трудам да имам тој мајндсет на човек кој што е тука од странство и е тука како човек што може да служи на оваа држава и да учи од оваа држава. И мислам дека така можеме како странци да научиме да живееме во различни држави. Ама мислам дека мотивацијата мора да ни биде јасна и конкретна. Да. Иначе, ако се деси било што тешко во животот, за било кој, едноставно ако не ти е мотивација, не знам, правилна, ќе ти се скрши целиот филм и тоа е тоа. Така што, да, имав многу работи стварно што научив од животот тука и сум благодарна што можам тука да живеам и понатаму. Едно од работите, нели, спомна дека дојде во Македонија на еден начин, со една работа, сега веќе работиш нешто друго и баш пред да почнеме да снимавме зборевме за тоа како пред 4 години го имавме разговорот ја и ти со уште некој дел од нашите пријатели и колеги кои што заедно работевме. Никол кажа дека ќе отвара кафич. Да. Кажи ми малце повеќе за тоа, кажи ми моментално што работиш и да започнеме да збориме за еч. Да, баш се сеќавам сега на тој момент кога седевме заедно и кога ти спомнав дека ќе отварам кафетерија. И тоа беше толку нешто апстрактно и чувствував дека беше како ајде добро ќе отвараш кафетерија еднаш во живот, ама кој знае дали ќе се деси или не. И за мене пак ќе почнам како странец во Македонија. Јас сакав да бидам со луѓе. Заради тоа што тука сум преселена да живеам во оваа држава и не сакав да имам работа што ќе биде, не знам, ќе се работам дома на лаптоп, маркетинг, не знам што е сега популарно, нешто најдеме. Да се работам и да ми е убав живот, туку сакав да бидам со луѓе. Заради тоа што тука сум и сакам да бидам во оваа општество вклучена најмногу што можам да бидам. И ми дојде идеја и стварно ми беше сон да отварам кафетерија, заради тоа што тоа ми беше најдобра платформа како можам да бидам со луѓе секој ден, како што можам да ги запознам луѓе кои што се, не знам, луѓе од улица што ќе сакат да им послужиме вода, од луѓе што се, не знам, во амбасада, кои што ќе сакат да пијат убаво кафе.
И бев као на тој начин можам да запознам најмногу луѓе што можам да запознам. И така моментално работам во својата кафетерија Edge, која што отвориме во август. И сум преблагодарна што може ова да се деси, заради тоа што стварно, тоа е заслуга на многу мина луѓе што ми помогна низ целиот процес, што ми помогна финансиски, што ми помогна со менторство за бизнис, како се отвара. Јас немав појма за бизнис како се прави. И имав и луѓе околу мене што сте бизнисмени, што ми помогна во тој процес. Заради тоа што едно нешто беше за мене јас да бидам помеѓу луѓе, но второ нешто сакавме и да придонесеме нешто ново. Не сакавме да останеме само на тоа, туку сакавме стварно да имаме направен убав бизнис план, да имаме направено се што треба, да имаме сите документи, се што треба, за да биде се едноставно правилно, како што треба да се биде. И имаме кафе што мене е многу мило, од град кај што се родев, во Чешка, од Острава. И земаме кафе од тој град што таму кај што го печат кафето, тоа е 10 минути таму кај што растев. И ми е убаво што можеме да го слушаме тука, што можеме да придонесеме нешто ново. Јас работам со specialty coffee, што е single origin кафе, нема да навлегувам во тоа, ама едноставно тој пазар тука уште е доста мал, така што бев срекна што можеме да донесеме нешто ново. Да, и тоа е интересно да нели кога зборуваме за Чешка Македонија, ти успеа да ја донесеш Чешка во Македонија преку кафе. Дело Чешка. Тоа е интересно, да. И баш ми е мило што може така да биде. И размислувајќи за кафетеријата, едно нешто што ми беше на срце е, го гледам тука ваше после тебе што пишува како си. И ние сакавме секој муштерија да го прашаме како си. Да ти кажам, искрено на почеток тоа беше многу интересно, дури смешно понекогаш искуство, заради тоа што не секогаш добиваш одговор. И малце чудно садев во македонската култура. Едноставно да ти дојде некој на кафе и сакаш стварно да го прашаш убаво како си. Нели, пошто иначе може да кажеш брате, шо правиш ова, ама како си, го пробувавме тоа, не знам, за 3 месеци, да прашуваме сите што ќе влеза во кафетеријата како си, и што гледам е огромна промена во тоа дека муштерите не прашува први сега. И тоа ми е толку убаво. Луѓе што не очекува, влегуваш и си као здраво како си, како се денес, како ви она. И тоа ми е прекрасно што едноставно можам преку како си, што не секогаш завршува со само како си добро, како си ти, ама баш во кафетерија тоа е место кај што јас можам да градам односи со тие луѓе. Имам слушнато многу приказни за тоа како си, за тоа како се тие луѓе, и тоа е нешто што не поврзува таму. И баш ми е мило. Заради тоа што имам чувство последните 3 месеци како да го запознав цел град преку кафетеријата, и тоа е и сепувачки, може би затоа сум моментално burnout. Ама преубаво е. Така што сакав да кажам со тоа дека се осеќа разлика во секој човек, ако искрено го прашуваш како е. Заради тоа што секој сака да биде прашан и не секој сака да одговори. Ама ако имаш искрен однос со тој човек, ќе сака да ти каже. И тоа за мене е убаво. Да, мислам дека не е само овде така, насекаде верувам, во времето во кое што живееме, навикнати сме да луѓето можеби ќе те прашат како си, шо правиш, што има, ама не очекуваат искрен одговор. Да. И кога ти уствари ќе им кажеш, не, стварно кажи ми како си, сакам да слушнам, сакам да знам како си, и тоа ше она, чекај, стварно? Дали стварно сака? И најчесто имаме, јас на почетокот сам кажав, имам одредени работи, па и кога влегувам у такси, ако ми се збори, ако сакам да зборам, искрен ќе бидам со тој што ќе ме праша таксист, например, од кај си, што правиш, и ќе им кажам искрено. Ама неретко ми се случува да не измислам нешто, да кажам нешто за кое што знам дека ќе им кажам доволно и нема да поминам, бидејќи дали не се чувствувам добро, дали не верувам дека уствари сака да знае или само го прави тоа од нели? Да. И најчесто си имаме навикнато да ги даваме тие генерички одговори. Добре, ти како си? И продолжуваме, сакам ова и ова, дај ми вакво кафе. Да. Мислам, секако не би требало на сите да споменуваш стварно како си.
Тоа мислам дека е too much. Ако нека таксисто ќе му раскаже се за својот живот. Ама жално е што не се случува тоа ниту во блиски кругови понекогаш. Дека луѓе немаат слобода да спорелат како си. Како, да. Не, тешко е, бидејќи пак се плашиме и одговорот, се плашиме и што ќе се случи ако кажеме, а некојаш и не ни знаеме да кажеме како сме. Да, точно. Тоа, да, стварно ми требаше многу долго време и јас да си признам. Тоа стварно почнува со признавање си дека на себе си, како си. Заради тоа што не сакаш да си признаеш дека понекогаш не е нешто добро. Да. И тоа мислам дека е стварно почеток на било што друго, да си признаеме. И да сме свесни за себе си и за тоа како е. Да. И тоа ме потсети на една работа што ја научив во Македонија или едноставно ова нешто дека луѓе не сакат многу да споделуваат. Мислам такви приватни работи што се потешки или не се такви што би требало да бидат. И тоа е иста реченица како си скоро како ајде да пиеме кафе. Ми требаше време научам дека тоа не значи дека ќе пиеме кафе. Да. Дека тоа значи се гледаме. И ми беше тешко на почеток, заради тоа што ги чекав луѓето. Дали ќе се јава, дали ќе пиеме кафе? И ова е исто нешто, некава фраза, што е понекогаш само, како си. Да. Има многу луѓе што страдат, многу луѓе што сакат да кажат. Така што јас, мене не ми е мака и не сакам да ми биде мака, да продолжам да прашувам. Да. Ако ми се блиски луѓе, секако. Ако чувствувам дека тој човек не знае како, ама нешто се случува. Да, едноставно можам да проценам како можам дуго да бидам за тој човек. Да, и мислам дека оно што го немаме кај нас е она чувство дека ние треба да иницираме. Чекаме многу на другиот да почне. И сметам дека да, некојаш и оно што каже, ај ќе се видиме за кога си слободен, ај на кафе. Мислам дека луѓето тоа стварно го сакаат, ама не знаат како да иницираат. И еве, ја верувам дека имам уште многу луѓе кои што можеби не слушаат, можеби не, ама сакаат да отворат свое нешто. Дали ќе биде тоа, дали ќе работат со луѓе како ти, дали ќе отворат, не знам, нешто спорт, што и да е онлайн, ама не знаат како да почнат. Не знаат и окей, може и да знаат да почнат, не знаат како да продолжат, пошто у Македонија ништо не успеа. И сакам да ми кажеш сега, како беше тој процесот од идеја до реализација? Спомна дека имаш многу помош од и луѓе околу тебе, и луѓе во бизнис сферата кои што ти помогна, ама кога дојде тоа, окей, бараше место, најде место. Самиот процес на оформување на Edge како Edge што е сега. Колку беше тој процес тежок и што највеќе ти помогна само на себе, окей, да не се откажеш, да дојдеш до таму кај што си? Тоа беше еден голем процес. Јас мислам дека прв пат, кога го спомнав, тоа беше пред 3 години, кога седевме заедно. И 1 година ми требаше цел процес од стварно ќе го направам тоа, до отвараме кафетерија. И прво нешто што направив е си одговорив овие прашања зошто сакам да го отварам Edge и како тоа ќе биде, што е после долгорочен процес за тоа како ќе се случи. Ама пак ќе кажам, многу беше битно за мене зошто да го отварам. И тоа ти го спомнав веќе неколку тие причини зошто јас сакав да го отварам. И потоа почнав да пишувам се на хартија. Едноставно земаш пенкало и си пишуваш сите идеи што ти доаѓа на ум, се пишуваш и бришеш, пишуваш и така стигнуваш до крај за како сакаш да биде и ги вклучуваш другите. Едно нешто често се соочувам тука е и од муштерите, од луѓе со кои што соработуваме, зошто не си го тереш тоа сама? Зошто не идеш сама? И викам, да бев сама, значи ке полуни веќе. Мислам, не е лесно да се отвори бизнис, мислам дека никаде во свет, дури да е мал бизнис, заради тоа што има многу средување, има многу бирократија, има и многу корупција, има и све. И тоа едноставно е предизвик. И јас во целиот тој процес, заради тоа што тешко е, некои работи тука едноставно, заради тоа што не е толку едноставно.
не ти требаат луѓе за тие работи ако не можеш да добиеш некој документ така натаму и се трудиш. Мислам, ние се трудевме да се биде како што треба, се документи да ги имаме и ги имаме, ама едноставно нешто стално ти спречува тука да завршиш таа работа што треба да завршиш. И во тоа би се навратила секој зошто сакаш тоа. Јас секогаш викам за бизнес мора да биде профитабилен, ама не може профит да биде првиот договор на тоа зошто. Заради тоа што ти ако не гледаш профит првите, не знам, година, 2-3, да бидеш self-sustainable, ќе затвориш пред тоа, вајда. И тоа се случува многу често во Македонија поради многу причини. Една од причина може да биде ова, дека профитот е првично нешто. Првата цел, да, што луѓе имат и не ги гледаат резултатите, можеби, не знам, првата година до 3 години. И едноставно тоа е тоа. Нема профит, ќе затвараме. И да. Интересно е да разбореше, бидејќи се знаеме повеќе, позади тебе има книга од Сајмон Синек и која зборуваше тоа Know Your Why, како да знаеш зошто го правиш и мислам дека тоа е есенција на се. Дали ќе биде тоа ментално здравје, дали ќе биде бизнес, дали ќе биде тоа физичко здравје, па сакам да трчам, сакам да истрчам маратон или што и да е. Ако го немаме она зошто и ако не сме она кристално чисто тоа не ни биде зошто, ние никогаш нема да имаме шанса да успееме у тоа. И баш ми е мило што баш збориме за ова, бидејќи на крајот на денот многу е важно и многу често гледам луѓе кои што тоа зошто име или го немаат, или не го знаат, или е сосема погрешно. И тоа мислам, да, се гледа. Мислам, сега зборуваме за бизнес, ама стварно може да биде било што. Мислам, да, јас порано имам трчено и, да кажеме, долги трки, полумаратони, ова она, и не можам да кажам дека секојаш сум имала најдобри намери за тоа зошто сакам да трчам. Едноставно, понекогаш сакаш нешто да си докажеш, дека можеш и да истрчеш. Моите тренинзи за 35 км беа ништо, ужасни. И јас истрчав, да, ама последниците беа ужасни исто така. Така што сакам да кажам дека да, стварно тоа е најбитно во било што правиме. И баш сакам да охрабрам сите што гледаат и сакаат да отворат бизнес, дека е можно во Македонија. Дека е тешко, ама мислам дека ќе биде тешко секаде во светот. Така што да, можно е тука да се отвори бизнес и да се тера на правилен начин. И може да биде профитабилно, може човек да ужива во тоа, едноставно можно и за млади луѓе тоа да се случи. Ама мислам дека човек мора да биде и спремен за целото патешествие, дека не е flowers and roses, или како се вика тоа на англиски, туку дека ќе биде тешко. И тоа е тоа, дека се одлучив дека тоа ќе го правам и ќе ги издржам до крај. Да, тоа е искреноста дека, не очекува многу работи, да, ќе биде тешко. Некојаш ќе се соочи со луѓе кои што не сакаат ти да успееш или кои што сакаат да им даеш нешто повеќе за да можеш да ти помогнат, ќе се соочи со тоа да ќе мора да бидеш сам или ќе мора со други да работиш, ќе мора многу работи да направиш кои што не си ги замислил, ама да бидеш со тоа и да знаеш дека ако јас ова го правам заради тоа што сакам, да се дружам со млади, да им помогнам на младите да се знаат подобро, да некој да ги праша како се барем денеска, тоа ќе те држи до на крајниот успех и на крај мислам дека ќе бидеш и профитабилен. Тоа е идеја да ако целта не ти е профит, на крај најчесто тие луѓе се најпрофитабилни. Бидејќи се искрени, бидејќи сакаат нешто повеќе да направат. Јас можам да бидам надвор Македонија и да правам што сакам и да имам, не знам, повеќе пари или повеќе што и да е, ама тоа не ми е целта. Ја можам овде истото да правам со друга цел, да дадам нешто на Македонија, на општеството тука и верувам дека ќе живеам сосема живот. Да. Бидејќи најчесто го поврзуваме тоа исто како ако не знам сакаш да намалиш килажа или да изгледаш по-слабо. И ако тоа ти е целта и само на тоа мислиш и причината за зошто ти е бидејќи сакам да изгледам по-убаво, по-слабо, многу тешко
ќе доеш до таму. Ама ако целта да биеш поздрав, да биеш посреќен со тоа како си и што се чувствуваш, можеби нема да ослабееш 40 килограми, можеби 20, ама ти ќе ти е убаво. Да. Некаква повисока цел, да кажеме. Заради тоа што сето друго ќе исчезне, како да кажем. Или нешто ќе се деси along the way и тоа ќе биде тоа. И мислам во бизнес може би за некои луѓе ќе звучи кринч кога зборуваме дека е за луѓе, дека се заработи за луѓе прво, па после за профит. Заради тоа што како што кажаме нормално мора да биде профитабилно, ама сепак секој бизнес основач има на друга страна муштери. Ако нема да имаш бизнес, ти ако немаш муштери, а тие муштери се луѓе. И тоа како и да е, сепак е најважно. Заради тоа што без нив нема ти да имаш никаков бизнес. Така што мислам дека стварно е најважно да ги гледаме луѓе како главно нешто во нашите бизнеси, било што и да е. Луѓе се едноставно, најглавно нешто во нашиот свет што го имаме тука создане и тоа е тоа. Така што заради тоа мислам дека така барем за мене тоа е успешен бизнес. Мислам мора да биде profitable, yes, ама исто така ако ти ги третираш луѓе во твој бизнес на добар начин, си успешен за мене. Тоа не е неопходно за мене. Никол, сакам да те прашам да ти дам шанса, што на пример Edge го прави поразлично од другите освен ова? 2 минути реклама за Edge, кажеш какво кафе имате, што правите. Вики пак сакам и за тоа да ја врска немам од кафе, никогаш немам пиено кафе во мојот живот. И што е она поразлично во Edge? Па прво може ајде да споменеме продукти прво, после ќе се навраќам на луѓето, заради тоа што тоа сметам дека е најважно и ќе ми одземе најмногу време. Ама вид на кафето што го нудиме е поразличен од други кафења што уште не се тука. И тоа не кажувам за фалање, туку го кажувам за заради тоа што сум благодарна што можеме да принесеме нешто. Јас сум огромен фан на кафе, има многу луѓе и така што нудиме нешто поразлично што луѓе го барат тука и што го имат запознаено во странство. Второ нешто, тоа е едно нешто што сега спомнам за продукти, заради тоа што луѓето се најбитни. Второ нешто се грижиме за нашите вработени. Моментално имаме само една вработена. Ама се грижиме во врска со тоа што не сакаме никој да работи повеќе од 40 сати неделно. Стварно се обидуваме 8 сати дневно, тоа е тоа. И нема тука overtimes, нема. Ако има, секако тоа се плаќа повеќе, ама со тоа сакам да кажам дека го цениме човекот и го гледаме човек не само како инструмент, како може, не знам, мојот бариста како може најдобро кафе да направи. Туку како јас, заради тоа што јас со својот бариста поминувам 8 сати на ден. И не може да ми биде целта само да го научам како да направи најдобро кафе. Туку мојот бариста е човек и со него појам најмногу време и сакам тие луѓе што ќе работат во Edge да растат професионално, но исто така како луѓе едноставно да растат. И тоа се трудиме, имаме состаноци заедно како тим. Имавме секоја недела, ама се потешко заради тоа што сите работиме, ама тоа сакаме да одржиме, да имаме состаноци со нашите вработени и да прашуваме како си. Како дали ти е тумач, што се случува, дали како ти оди со муштериите, дали имаш некој лош фидбек, дали некој ти кажал нешто лошо, имаме полиси за тоа, за однесување, сето тоа, така што тоа стварно сме кафетерија, сме мал бизнес, ама се трудиме тие работи да постојат кај нас. И трето секако однесување кон нашите муштери, што се обидуваме кога имаме време да се земеме време да седнеме со нив, додека некој сака едноставно да седне, да си прави муабет, да разговара, заради тоа што кафетерии идат многу брзо и луѓе идат, немаш време, не сакаш со никој да збориш во она, ама им значи на луѓето да седнеш со нив и да разговараш. Кол, овде ќе превршуваме, можеме уште да збориме многу, имаме многу заеднички теми. За крај, сака да те прашам, сега веќе имаме една игра, не ти ја кажав пред почеток, ама не е ништо страшно. Игра на асоцијација, кај ќе кажем еден збор или нешто и што е прво што ти паѓа на памет. И така ќе завршиме со твоето последно прашање после тоа. Така што прво ти паѓа на памет кога ќе кажеме дожд? Вода. Лето? Сонце. Есен?
Kafe. Makedonija. Srce. Kafe. To kaže prethodno. Dama, evo, ja ti kažem kafe, ti što? Ajde, kafe. Kažem srce. Da? Ideme so Češka. Dom. Zajednica. Crkva. I mentalno zdravje. Luje. За край, кажавме, ти најавив, кое е твоето прашање за оние кои што не слушаат сега? Јас би сакала да прашам како би изгледала наша Македонија ако искрено се прашуваме еден на друг како си и искрено ќе одговараме искрено еден на друг како сме и ќе имаме таа отвореност и можност да си кажеме каква би изгледала наша држава.